вечер. Може да почнеме? Полека. Добре дојдовте на втората трибина од серијата трибини кои што Институтот за општествени и хуманистички науки од Скопје ги организира со насловот цензурата како еден од главните методи на задушување на слободата на изразување. Оваа трибина е дел од серијалот трибини со кој што сакаме да отвориме дискусија за неколку прашања кои што се однесуваат на слободата на изразување и на кој начин регулативите влијаат врз слободата на изразување и за кој што Институтот за општествени и хуманистички науки спроведе едно истражување, но овие трибини исто така ќе ни послужат како материјал со кој што го надополнуваме нашето истражување во однос на тоа кои се механизмите на владење на овој така наречен хибриден режим, кој што во моментот го живееме и на кој начин тој се одразува врз различни сфери на нашето делување и живење. Во нашето истражување вклучивме повеќе области. Тоа се примери од образованието, од медиумите, од сферата на синдикалното здружување, затоа што сметавме дека во овие значајни сегменти има нешта кои што ги поврзуваат технологијата или механизмите на владење. И од досегашното наше истражување се покажа дека еден од главните механизми е прекомерното регулирање, за кое што како главна тема зборувавме на првата трибина. И каде што видовме дека начинот на регулирањето на нештата во различните сектори придонесува за создавање на така наречената правна несигурност кај граѓаните и на некој начин се одразува врз можноста на луѓето да донесуваат и професионални и лични одлуки, ги ограничува на некој начин и на тој начин влијае и врз слободата на изразување, односно со притисокот кој го создава врз граѓаните, луѓето се повеќе се плашат или да го кажат тоа што го мислат, или да превземат одредени чекори, или да донесат одредени професионални одлуки кои што не се сигурни дали законодавецот ги предвидува или не во своите регулативи. На тој начин сметаме дека во голема мера се задира во слободата на изразување и во она што како тема за денешната дискусија го извлековме, а тоа е цензурата и самоцензурата кај луѓето. Благодарам денеска на нашите гости кои што се оdzvаа на поканата да зборуваат за овие теми. Нашите денешни гости се Џавер Дерала, представник од невладината организација Цивил, потоа Билјана Секуловска-Ива, новинар од ТВ Нова, телевизијата, и Жана Живединоvić, представник на наставничкиот пленум, кој што секој од своето професионално искуство ќе зборува за цензурата. На почетокот би го поканила Џавер Дерала да зборува нешто повеќе за цензурата и за како што рече самиот, на кој начин овој механизам се одвивал или се спроведувал во различни периоди во македонското општество, значи поопшто во однос на цензурата, и потоа и за некои негови искуства во
увечер. Благодарам. Прво и основно чест ми е да бидам на ваков панел и сметам веднаш дека е потребно да ви кажам дека може би многу по-релевантни представници на интелектуалната и медиумската сфера би можеле по-релевантно да одговорат на оваа задача. Меѓутоа ќе се обидам да зборувам како во свое лично име, така и во име на организационата единица во рамките на Цивил Центар за слобода, која постои од 2009 година и која се вика Цивил Медија и се занимава со развој на медиумите и со слобода на говорот и слобода на изразување. Секако дека демократијата не започнува во медиумите, но сигурен сум дека често завршува во медиумите и со медиумите. И тоа како човек кој своите скромни почетоци во новинарството ги забележа уште во крајот на 80-тите години, можам да излечам неколку цртки во тој поглед што се однесува до цензурата во тоа време. Секако дека 80-тите години веќе беше во остра надолна линија социјалистичкиот начин на раководење со општеството и со државата и се чувствуваа веќе ветровите на слободното изразување, иако и тогаш се уште беше на сила социјалистичкиот поредок во тогашна Југославија, во чиј состав беше и Македонија. И можам да се присетам добро на тие денови кога едноставно тогашните новинари или пак како што беа во законот дефинирани општествено-политички работници одеа по тези кај тогашните раководители на централните комитети на Сојузот на комунистите, на Централниот комитет во случајот со Македонија или централните комитети на ниво на Југославија. Тоа се нарекуваше одам да ги соберам тезите по налог на уредникот. Уредникот ќе му каже сега ќе одиш кај тој и тој председател на Централен комитет или не знам кој раководител во комунистичката структура и потоа од таквите тези кои ќе се истражат новинарски, под наводници ќе се истражат, излегуваше весникот или се правеше дневникот на телевизија. Во тоа време, 80-тите години, но и многу порано, би рекол, уште од втората половина на 60-тите години, во Југославија и во Македонија во помала мерка до душа се разви една фантастична вештина, а тоа се вика пишувањето меѓу редови. Во тоа време, оној што знаеше да пишува меѓу редови не заглавуваше во затвор или не заглавуваше деградиран, без плата или пак избркан од работа, колку подолго време беше успешен во тоа, толку повеќе остануваше новинар, без да го закачат во тие системи на репресија. А секако дека поинформирани беа оние граѓанки и граѓани кои знаеа да читаат меѓу редови. Значи тоа црното во весниците не се читаше, туку се читаше белото меѓу редовите. Нешто како своевидна Брајова азбука на граѓанската култура. И во таа смисла, читањето меѓу редови знаеше да биде исто така опасно колку што беше опасно и пишувањето меѓу редови, бидејќи белината мораше да остане бела и да нема никакви пораки. Како и да е, ние во тоа време знаевме да купиме весник и да прочитаме, да видиме кој ќе биде сменет од некаква раководна позиција, на кој ќе му летне главата, со други зборови. Секако дека тоа не можеше да се прочита или да се види во дневникот, но поедуцираните граѓани на социјалистичкиот систем, да ги потсетам тие што се малку повозрасни овде, а тие што се помлади, може би ги потсетам со тоа што ќе им заличи ова што го зборувам на денешната ситуација.
Како и да е, во тоа време функционираа повеќе органи, како што новинарите беа општествено-политички работници, така и весниците, да речеме, беа органи на одредени структури во социјалистичкиот поредок. Вечер, колку што се сеќавам, беше орган на ССРН, Сојуз на социјалистичкиот работен народ на Македонија. Молам? Вечер на Скопје, Нова Македонија беше. Да, Нова Македонија беше на ССРН. Добро се сеќава колегата Влад. После комунист се разбира беше орган на СКМ и Млад борец беше орган на социјалистичката младина. Трудбеник на синдикатите и така натаму. Млад борец во тоа време, конкретно 80-тите години, беше таков орган, меѓутоа под водство на двајца уредници, главен и заменик главен, Никола Младенов и Саша Ордановски соодветно, беа практично првите луѓе кои го навестија, ја навестија пролетта или македонската новинарска пролет. И тука веќе можеше да се види некаков изблик на тоа како може да изгледа еден слободен медиум во една демократска средина или пак средина во која има демократски тежнења. И тоа траеше убаво, би рекол, до распадот на Југославија или до осамостувањето на Македонија. Може да се каже дека во тоа време медиумите во Македонија може би беа најслободни, дел од нив. Колку и да звучи ова контрадикторно и невозможно, сепак во Млад борец во тоа време, мојот колега Синиша Станковиќ, кој сега е главен уредник во Цивил медија, можеше да напише многу повеќе и многу похрабро и многу подлабоко да влезе во своите теми, отколку во најголем дел новинарите и новинарките во денешно време во Македонија. И оттаму би сакал и да ја оправдам својата кратка во една реч за тоа како изгледаше новинарството во крајот на 80-тите години. Едноставно, во тоа време постоја и притисоци, постоеше и закана на затварање и сето тоа, но тоа не се случи. Едноставно заради тоа што властите или структурите на власт има повеќе слух за тоа дека времето е дојдено да се слушнат различни гласови во општеството. Тоа истото се однесуваше и на другите сфери на изразувањето, каде што може да се спроведува цензура. Тоа е областа на образованието, областа на културата и така натаму. Слободата на изразувањето, конкретно 80-тите години, онака како што изгледа македонската реалност денес, беше далеку по-либерална, далеку по-слободна, далеку по-демократска. Со многу, да ги наречам, продукти или проекти кои дозволува, дава простор да се искаже слободно мислата, идејата, информацијата, како и творештвото, ако зборуваме за култура и уметност. Во секој случај, во 90-тите години имавме една турбулентна историја во која цензурата не изостануваше, би рекол, на некој начин почнува да се воведуваат новите принципи, новите системи на цензурирање на содржините. Јас би рекол, на некој начин се врати една многу поригидна позиција на оние што имаат некаква моќ во општеството, дали е тоа политичка или финансиска, или најчесто во спрега политичко-финансиска и полициска. Имаше една поригидна позиција во однос на медиумите и во однос на тоа што може да се напише. И тогаш пак ги гледавме, значи како во крајот, конкретно на 80-тите години, новомакедонијашите, Мирка Велиновска и така натаму, се разбира под цврстата рака на тогашниот комунистички медиумски крал Панде Колемишевски, ги гледавме потоа во 90-тите години како тие повторно од рано наутро, околу времето на колегиумот и првата ракиичка, одат по тезите.
одат потезите кај своите политички газди. И нивните политички газди уз виски или некој друг енергенс би можеле им ги кажуваат тезите за денот. И така Мирка и другите на нејзино ниво и од нејзината клапа одеа задоволни кај Панде и тој само климаше со глава. Се разбира, како што кажале политичките газди, да се напише така и ќе се напише. И повторно гледавме една, освен тоа што го правеше тој естаблишмент и таков естаблишмент, се останато беше под еден сериозен, многу нерафиниран притисок или цензура. Тогаш, ако прашаме дали овие луѓе биле цензурирани, тие што ги наведов досега, тие што одат по тезите, или имале само цензура, автоцензура, јас мислам дека тие едноставно биле и останале политички, односно општествено-политички работници кои работеле за одредени политички газди. Оттаму тешко може да се каже дека цензурата се спроведувала само на некои нивоа на центри на моќ. Таа била спроведувана по сите нивоа и таа ја спроведувале токму оние кои требало да информираат. Значи правеле нешто што било сосема спротивно и на законот, и на уставот, а најмногу на нивните новинарски принципи, односно професионалните принципи. Во 90-тите години ние бевме исто така сведоци на една жестока цензура на секаде по Балканите, каде што дивееше војна. И мислам дека е убаво да се повторува таа максима дека, односно тој цитат дека вистината е првата што умира во војна. Таа е првата жртва на војната. Македонија не беше заобиколена од војниот виор, иако не беше директно вовлечена во војна до 2001 година. Меѓутоа, заради военото и политичкото окружување кој беше изворедно брутално и турбулентно, таа секако дека трпеше од сето тоа. Цензурата беше жестока и тука, и во тој домен. Во однос на тоа како се пишува, како се известува и зошто се известува на тој начин што се однесува до регионалните контексти. Да не зборуваме за тоа како поминаа медиумите и сите оние кои продуцираа некаква информативна содржина во поглед на нашите соседи, како што беше и се уште се, нели, Бугарија, Грција, Албанија и така натаму. Цензурата во таа смисла беше многу по-софистицирана, она што се однесува до надворешната политика, но тоа што беше внатре си остана една грубијанска политика во која постоја многу пиони кои ја завршуваа работата за политичките и финансиските газди. Би сакал да го споменам, иако заслужува и многу повеќе внимание, случајот на убиството на Славко Чурувија, сопственикот и уредникот на Дневни Телеграф, а потоа и на неделникот Европјанин во Белград, кој беше застрелан на неколку чекори од својот праг. Неговиот пријател Величковиќ, Душан Величковиќ, инаку автор на Србија хардкор и на други дела, многу интересни во токму овој контекст, може да ви раскаже и се разбира дека и цело едно свое поглавје посветува во Србија хардкор за тоа како бил убиен Чурувија и дека само еден час и нешто пред тоа го пиеле и разговарале со него во недалечна, во кафеана недалеку од таму. Тоа е еден случај кој покажува колку брутално може да се пресмета политичката мафија или структурите на моќта на чело на една држава.
Во јануари, мислам, минатата година беше уапсен, или двајца беа уапсени, од кои едниот беше тогашен шеф на тајната служба на Србија. Значи тоа беше убиство кое го спроведува, иако во тоа време медиумите сакаа да прикажат една сосема друга ситуација, меѓутоа беше уапсен висок функционер на МВР, на српското МВР. Во таа смисла би сакал да повлечам една паралела која во последниве месеци се похрабро се искажува во јавност, а тоа е дека смртта на Никола Младенов, ако ништо друго, беше многу симптоматично, лошо истражен. Еден човек кој е сепак доаен на слободното новинарство или еден од доаените на слободното новинарство во Македонија, доби третман малку повеќе од колку згазено куче на улица. И тоа е ситуација во која сомнежите оправдано се зголемуваат. И дека ако тој човек, нашиот драг колега и пријател Никола Младенов, не беше убиен, тогаш сигурно беше турнат во смрт. Потоа, еден човек кој исто така во таа афера новинарска се обиде да ја истражи таа смрт. Заврши во затвор. Беше во притвор 6 месеци и потоа уште година и пол дена беше во домашен притвор. Строго, прилично строго. Сведоци бевме сите што го посетувавме дека тој имаше посета секој ден, секоја ноќ. Не смееше да отиде на рад, дури ни во тоалет, бидејќи можеше тој службеник кој доаѓа да го провери неговото присуство дома, да јави дека не отворил на чукањето на вратата и така да добие затвор. Зборувам за Томислав Кежаровски, кој на крајот замина дома, слободно се шета, меѓутоа не беше ниту слободен од вината, тој условно ослободен. Илјадници луѓе кои демонстрираа за неговата слобода бараа безусловно пуштање. Не помогнаа. Гласот на целиот свет, почнувајќи од ОПСЕ, завршувајќи со сите можни релевантни организации кои се бават со слободата на изразувањето и човековите права воопшто, не помогнаа. Едноставно имаме ситуација во која се уште е условно осуден човек, кој само си ја вршеше својата работа. Говорот за цензурата после тоа нема многу резон, меѓутоа сакам да споменам уште нешто во тој поглед за цензурата во Македонија денес. Може после да се вратиме малку и на 90-тите години, меѓутоа не пред да разговараме за ноември 2010 година, кога 200 и кусур специјални полицајци затворија една телевизија, приватна телевизија. И заедно со таа приватна телевизија затворија уште 3 дневни весници, 2 на македонски јазик, 1 на албански јазик. Во една единствена ноќ, 4 медиуми, од кои едниот медиум, телевизијата, имаше 2 канала, со над 200 вработени новинари. Ги снема и нормално таа смрт на овие медиуми беше пропратена со една медиумско правно-полициска тортура, мелење на месото на еден сериозен медиум кој зборуваше критички за власта во една 7-8 месечна судска фарса, каде затворија едно чудо луѓе. Под изговор, нели, и по углед на нивниот спиритуален лидер Путин, дека береле пари. Што после тоа да збориме за цензура? Да зборуваме за цензурата или и за автоцензурата која настапува во случај кога некој се обидува да ја каже вистината или да изнесе информации кои потоа би можеле да имаат за последица откажување на спонзорите на тој медиум.
Знаеме сите дека бизнисот и политиката во Македонија се брат и сестра. И дека едноставно циските извори на медиумите се директно контролирани од мали групи луѓе кои ја имаат и власта во Македонија. Дека вие ако сакате да имате независен неделник, вестник, информативен интернет портал или радиостаница, а не сте регистрирани во Република Слободно Белизе, немате шанси да добиете добри спонзори, да бидете спонзорирани од комерцијалниот сектор. Немате шанси, едноставно, тие самите признаваат со шепот до душа дека не смеат да се рекламираат во тие медиуми. Знаеш ти кои медиум. И ние како организација се обидуваме да дојдеме до информации за тоа зошто и како тече таа технологија на контролата на финансиите од страна на политиката и нормално никој не сака официјално да го каже тоа, меѓутоа со шепот, неофицијално, off the record, ќе ви раскажат како тоа оди. Едноставно, маркетинг агенциите не гледаат дали ТВ Нова порталот или Слободен печат или Фокус неделникот се добро продавани или добро посетени и дека им се исплаќа да се рекламираат таму, или Плюс Инфо, кој е, предпоставам, еден од најпосетените веб портали во Македонија. Нема да добијат реклама затоа што се посетени, односно затоа што не се посетени, туку затоа што некој им кажал, и се знае кој, тоа е власта, дека не смеат да се рекламираат таму. И потоа имате ситуација во која уредниците се само цензурираат или ги цензурираат своите новинари, односно ќе им кажат, слушај, ти пиши ова, ја ќе го објавам, после тоа нема плата. Тоа е оној лесниот начин да се спроведе цензура. Сега веќе нема ни Бог знае какви притисоци, едноставно финансискиот притисок е таков, што цензурата и автоцензурата, рака под рака, го ограничува слободниот простор, односно проток на информации, на вести, на слободна мисла во медиумите. Истото се однесува, се разбира, гледам овде повеќе луѓе од културата и уметноста, истото се однесува и на цензурата во уметноста и во културата. Скопје 2014 е колку луд, толку гротескен, а толку и скап физички пример за тоа како изгледа една цензура во културата и во уметноста во една земја. Нешто со кое ќе треба да се носиме со генерации понатаму. И се разбира, за се да биде заокружено, не знам колку време имам уште. Добро, тука би сакал само да споменам, за се да биде пополнето и заокружено како што треба. Регулаторното тело, она независно регулаторно тело, кое треба да на некој начин да овозможува законитоста на работењето и да овозможува на различни начини слободата на медиумите, Советот за радиодифузија, сега агенција со долго име, регулатори со медиумски, кој го наследи СРД, беше комплетно окупиран и напиран од власта, со тоа што се промени неговата структура. Тоа беше нешто како потполно менување на крв кај болен од леукемија, со тоа што во случајот беше обратно, здрав човек му заменија со крв, му заменија крв на леукемичар и сега имаме едно регулаторно тело кое само спроведува партиско-полициски директиви во поглед на медиумите. И тука се заокружува слободата на медиумите во Македонија и се воспоставува цензурата како основен начин на спроведување на волјата на оние неколку луѓе кои одат по тезите во еден кабинет. Во еден кабинет. И толку е. Немаме повеќе ни еден простор каде што можеме да побараме помош или пак начин
да се надмине ситуација во која државата, која е киднапирана од малку луѓе, е под контрола и цензурата е во овој случај, извинете, малку може би одам и против самата тема на Собиров, меѓутоа цензурата е само еден мал дел од целата слика, за жал. Фала. Благодарам, Џабир, на некој начин ја донесе атмосферата поврзана со цензурата онако како што е во нашето општество, како што воопшто не е светла. Ќе продолжиме да зборуваме за сферата на медиумите. Јас сега со некоја фактографија да се надоврзам од ова што ние во нашата анализа го гледавме во Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. На кој начин оди тој механизам на прекумерно регулирање. Например, во тој закон се пропишуваат дури 73 глоби кои што може да се изречат на медиумите во висина од 1000 до 100.000 евра. И ова сега, да се надоврзам на што Џабир го кажа, дека финансискиот удел за тоа како може само преку финансиите да се влие кон затворање на одредени медиуми, дека тоа е многу лесно и легално да се направи во Република Македонија. Еден од проблемите на ваквиот начин на регулирање или на прекумерно регулирање преку законите со овозможувањето на вакви мандатни казни кои што може да ги изрекува одредена институција овластена од собранието или од судовите, на некој начин се избегнува и се префрла целата моќ во рацете на извршната власт. Односно, ваква казна може да изрече Агенцијата за аудиовизуелни услуги, наместо потребата за регулирање во оваа сфера да биде на друго место, односно во доменот на судството. Од друга страна, и содржината на овие регулативи на некој начин е во правото, како што е познато, не е својствено да постои и да се регулира преку законите за одредена област. Начинот на кој што ќе се структурира уредувачката политика, која програма со колку проценти ќе биде застапена, сето тоа што би требало да биде дел од некој правилник, кај нас е поместен во законот, и на тој начин за секој од овие правила пропишани со законот може да се изрекуваат глоби. Примерот со Телма телевизија е исто така интересен, каде што Телма телевизија 3 пати е казнувана до сега по основ на овој закон со високи парични казни, а последниот пат е во 2014 година, каде што за небалансирано емитување на народна и забавна музика е казната со глоба од 20.000 евра. Значи тоа исто така на некој начин покажува до каде оди и на кој начин се користи легислативата во контролата и ограничувањето на просторот за слободно изразување. Но верувам дека тука има уште доста што да каже нашата втора гостинка, Билјана. Добро вечер. Благодарам. Постојано и Џабир спомена сега на околу фактот што финансиската состојба дозволува на одредени медиуми да бидат цензурирани или да подложат на автоцензура. Факт е дека финансиската состојба на медиумите е драматична, особено кога станува збор за критичките медиуми или пак оние кои се моćни медиуми. Тие можат лагодно и безгрижно да ја спроведуваат
цензурата со оглед на тоа што се натовари на граѓаните и буџетот и милионите евра со леснотија се трансферираат благодарејќи на добрата волја на политичките елити на власт кои се во коалиционен брак со медиумите, не само собствениците, туку и уредничката структура. Значи, прашање на личен интерес од страна на уредниците, која станува збор за провладините медиуми, а потоа за партиски спроведување на некакви партиски директиви или наредби. Со тоа знаеме дека етичките, професионалните закони и стандарди се прекршуваат, но јас би го апострофирала проблемот со непостоење на силно новинарско удружение, кој би ги санкционирало и спречило цензурата и самоцензурата, а непостоење на силни медиумски институции, беше споменат Советот за радиодифузија од страна на Џабир, односно Агенцијата за аудиовизуелни услуги, не функционира ниту пак само регулацијата, етичкиот суд, Советот за етика. Потоа би споменала дека мислам дека исто така проблем е образованието, обученоста на кадрите новинарски, едуцираноста, кои младите, особено младите новинари, некои, се разбира не сите, но некои од младите новинари, кои работат во провладените медиуми, ги идентификуваат интересите на професијата со интересите на уредниците, собствениците или политичката партија. Од тука се поставуваат прашања, дојдов до една бела книга на синдикатот, која е објавена 2014, значи е нова. Се поставуваат прашања, некои критички медиуми поставуваат прашања дали да се објавуваат текстови за злоупотреби, криминали и корупција. И заради тоа, оваа дилема лесно завршува со самоцензура, заради тоа што немаат пари да плаќаат тужби, адвокати. Тука е колегата Геровски и Владимир Петровски, па можат и тие да се вклучат во оваа дискусија, да го кажат својот став, своето мислење, дали се согласуваат со ваквите изјави на некои новинари, станува збор за новинари од критички медиуми. Никола Младенов и Кежаровски се луѓето и беа луѓето кои одбија да се покорат, односно да бидат цензурирани и автоцензурирани. Сите знаеме како заврши Никола Младенов, загина под сомнителни околности, Кежаровски се уште има условна казна. Едно од оправдувањата е дека откако на сила стапи законот за декриминализација на клеветата, новиот закон предвидува казни за медиумите, за огромни суми, 15.000 евра, 20.000 евра и така натаму. Потоа беа споменати, сето ова го споменувам како оправдување за цензура и особено автоцензура. Мислам дека е пострашна од цензурата автоцензурата. Одредени критички медиуми малициозно да се казнуваат од страна на државните органи преку разни инспекции, со цел да се изврши притисок, да се промени уредувачката политика, доколку не се согласат, доколку не се покорат. Го споменавме, ја споменавме на телевизија затворањето на еден телевизија или пак тенденциозно поднесување на тужби за заплашување на одредени новинари, особено истражувачки новинари од страна на моćни функционери, кои пак од друга страна се недостапни за судските органи. Можеме да се сетиме само на случајот на Гемовци со Зоран Ставревски, како со години не можеше да биде најдена адресата. Не знам, колега Геровски, дали е најдена адресата на Ставревски? Мола? Изгубен е спорот. Да, изгубен е спорот, да. Очекувано. Добро, ајде околу белата книга има едно истражување, мислам дека е важно ова истражување на синдикатот. 65% од новинарите искусиле цензура, 53% практикуваат самоцензура. Со оглед на тоа што вака огромен број на новинари признале дека има цензура и самоцензура, јас би го
кој знае колку би го мултиплицирала овој број, ако имаме предвид дека многу голем дел од анкетите кои се спроведуваат, особено на рейтинзи на политички партии или на лидери, не ги сметам, јас барем лично не ги сметам за релевантни и дека постојано води владеачката партија после 10 години. Знаеме дека се практикува со години, се практикуваат страф, заплашување, уцени, притисоци и заради тоа не верувам дека отворено се изјаснуваат ниту пак граѓаните за политичките партии, ниту пак новинарите колку искусиле цензура или пак автоцензура. Најчест облик на притисок 49% е закана со отказ и парични казни, директна цензура 24%, 16% има мобинг, 8% е корумпирање, им се даваат бесплатни телефони, дневници и други погодности и привилегии на новинарите. Најголем проблем е представува мобингот во редакциите 60%. Што подразбира под новинарска слобода и интегритет? 36% од новинарите биле жртви или сведоци новинар да потпише туч текст. Улогата на уредникот во медиумите исто така е обсервирана во ова анкета. Просечната оценка е 3, колку уредникот ги брани вработените, а колку ја брани професијата исто 3, но колку го брани менеджментот е 50%. И дали професионалните новинари, проблемот, пак не се согласувам дека финансиската состојба, односно финансиските проблеми на новинарите може да се објаснат, цензурата може да биде оправдување за тоа. 27% немаат постојан ангажман, дека 59% сепак се на договор на определено време, веројатно е сака да го изгубат овој договор и заради тоа со леснотија се согласуваат на цензура. Благодарам. Благодарам, Билјана. Сега ќе се префрлиме на уште една од најважните сфери, се чини на нашето општествено живење, тоа е образованието, преку кое што исто така во овие хибридни режими, освен медиумите, и се воспоставува сличен начин на уредување и на владење со слични механизми. И е многу, ми се чини уште подлабоки се корените кога ќе се воспостави цензура или автоцензура или ограничување на делувањето во оваа сфера во образованието. Од она што ние во нашето истражување го гледавме, повторно ќе кажам, има безброј проблематични одредби и уредување на законите за основно средно образование и за високото образование. Овие закони претрпеле од 2008 година десетици измени, во нив има членови кои што се протегаат на некои 4 страници, во кои што исто така повторно се уредуваат нешта кои што не припаѓаат на законска материја или како што ние се нашаливме нататенела некои обсесивно-компулсивни правилници се поместени директно во законите, но сите овие нешта директно на некој начин влијаат и врз она што се случува во училиштата. Па така јас само еден малецок извадок кој што се однесува на притисокот кој што е ставен врз наставниците, би прочитала и потоа ќе поканам Жана да ги каже своите размислувања и искуства. Например, во еден од членовите на законот поврзани со екстерното тестирање се вели дека 20% од наставниците кај кои има најголеми отстапувања во добиените показатели, им се намалува платата за наредната година 10% од платата што ја примале. Но ако ова се повтори 3 години поред, на наставникот му престанува работниот однос. Значи, ова е нешто кое што навистина создава голем притисок и сега се поставува прашањето
дали наставникот всушност има слобода да или има мотив или има услови во кои што тој ќе организира и изведува наставата креативно и во функција нели на развојот на учениците и на нивната мисла и слобода на размислување, или тој ќе се фокусира на тоа како да обезбеди неговите ученици да одговорат на барањата за екстерното тестирање, па ќе се цензурира во таа смисла што ќе насочи наставата на подобри резултати на екстерното тестирање, или пак да смислува други креативни стратегии за тоа како да го избегнува одстапување за да си го задржи своето работно место и оние 10% од платата кои што му се заканува. Значи, ова е само едно мало сегментче. Жана повели да чуем. Благодарам и благодарам за присуството на вака една важна тема. Токму така кога се говори за цензурата во образованието, би го концептуирала моето излагање на 3 точки, да речеме, а тоа се законските регулативи со посебен акцент на казнените одредби кои се донесени, како што веќе чувме, во 2014 година, најголем дел од нив. Меѓутоа, тука се и некои други регулативи и законски одредби, потоа автоцензурата и како трето непочитувањето на мислењето, најмногу на фелата, но исто така и на останатите чинители во воспитно-образовниот процес, односно недозволување на простор сите останати да го споделат своето мислење, макар и погрешно. Кога сме кај казнените одредби, да навистина пречи тоа што можете од едно екстерно оценување кое се воведе како новина и многу голема реформа за подобрување на квалитетот на образованието, ова го кажувам под наводници, секако пречи дека од еден така лошо концептиран проект, крајниот резултат е фактички губење на работното место, доколку по некаква случаен избор или јас, како што го нарекувам, и многу други лотарија, два пати го ред се најдете на листата на казнети наставници од проверката екстерна, која спроведува навидум училиштето, а под капа или диригенција на Министерството. Престанок на работното место по 2 години е најсилната веројатно закана од која се плашат сите наставници и на која не можат никако посебно да делуваат, иако свесни дека резултатите кои што се сврлуваат од тоа екстерно тестирање воопшто не се соодветни, ниту се конципирани на некои точни политики, ниту претходно се направени било какви анализи, ниту пак прашањата се доволно добро поставени за да ја мери она што би требало да го мери објективноста на оценувањето на наставниците. Меѓутоа, јас би започнала малку хронолошки. За мене најболната точка од законските регулативи е така наречениот закон за заменски наставници. Односно, попречување на наставниците во случај на штрајк да го постигнат ефектот кој со секој штрајк фактички се постигнува. Да се сврти вниманието, да се застане процесот и некако да се алармира останатиот општествен сегмент дека нешто не е во ред и треба да се преземе некој сериозен чекор. Со воведување на заменски наставници, наставниците речиси го изгубија правото на штрајк и правото на овој ефект, така што беа сите заплашувани дека веројатно ќе го изгубат работното место доколку заменски наставник дојде и ја замени нивната работа, ги замени нив за време на трајање на штрајкот. Она што мене ми пречи е што наставниците не добија многу голема поддршка кога решија да согласат и покрај таквите пристисоци. Иако морам да ги пофалам повторно во секој излагање, ги фалам студентите и нивната полетна енергија која ги не поттикна сите да делуваме некако за промени и за подобрување на општеството и образованието пред се. Сепак не почувствувавме голема поддршка токму во тој дел, затоа што одговорните лица во училиштата директно им се закануваа на сите наставници дека би го изгубиле работното место и дека тоа во нивна сила затоа што законот така пропишува. Ако вие му пречите на некој работник да го изрази своето незадоволство, тогаш значи потајно го принудувате да молчи и да не зборува гласно за проблемите со кои што секојдневно се соочува.
престанокот на работниот однос откако два пати ќе се најдете на листата, следува откако наставниците се испраќаат на советување. Морам да спомнам нешто околу ова советување. Советувањето што исто така го организира Министерството воопшто не кореспондира со начинот на кој што тие прават проверката на наставници. Значи, вие залудно може да одите на советување и залудно на тоа советување ќе ви зборуваат за како вистина добро и реално да оценувате, применувајќи Блумова таксономија, доколку резултатите ги добиваат од екстерно тестирање кое воопшто не се придржува до таа Блумова таксономија. Така што можат да напишат во законската регулатива и дека 10 години ќе ве праќаат на советување, ако тоа советување не соодветствува со крајниот резултат кој треба да се постигне, јас не ја гледам потребата советувањето воопшто да се одржи или да му се дава така наречена шанса на наставникот да се поправи. Меѓутоа, тука се потенцира еден многу проблематичен момент, а тоа е милост или во очите на наставникот тоа се подразбира како милост од страна на Министерството или на некој на работодавецот, тебе да речеме, дека ви дава повторна шанса вие да се промените и да постигнете подобри резултати. Така негуваме дух на едни подчинети граѓани кои што доколку се придржуваат слепо до она што е пропишано, на крајот би можеле и да бидат наградени, меѓутоа пред се става акцент на тоа да не бидат казнети. И вие полека попуштате под такви притисоци. Во поглед на казнените одредби, само за илустрација, би ви спомнала дека новиот закон, пречистениот текст кој се уште не постои или го има направено за интерна употреба МОН, брои 65 страници, од кои 5 страници се директно посветени на глоби. Значи 5 страници зборуваат за тоа кои глоби и колкави глоби треба да плаќаат наставниците, треба да плаќа директорот, треба да плаќа правното лице. Самиот збор глоба исто така е една репресивна политика која ве застрашува и ве тера да бидете починети, особено во општество како Македонија, каде што сите знаеме како заработуваме за живот и колку стандардот ни дозволува да плаќаме било какви екстра давачки, а особено за илустрација само би додала дека дел од глобите се и над 1000 и 2000 евра за наставници зборувам, додека за правното лице како училишта стигаат и до 10.000 и 20.000 евра. Единствена заштита која наставниците можеле да имаат е силниот синдикат. За жал, потврдивме и тука, иако на почеток синдикатот делуваше дека ќе преземе контролата во своји раце и дека ќе направи нешто за своите членови, сепак на крајот ги изигра наставниците. Можам отворено тоа да го кажам, затоа што нема потреба да ми се закануваат со тужби од синдикатот, бидејќи неодамна повторно го напуштив. Синдикатот го напуштив прв пат пред 4 години, сметајќи дека воопшто не им нуди никаква заштита на наставниците, ниту соодветно работи на терен за да ги информира за нивните права и да ги подобрува условите за работа во кои што тие творат. Кога најавија штрајк после најавеното екстерно тестирање и сите казни, сметав дека нешто се менува во синдикатот и дека тоа ќе придонесе да се активираат сите за заедничко добро. Меѓутоа, оној момент кога штрајкот го постигна својот пик и покрај сите притисоци кои што беа вршени на наставниците и сите застрашувања, синдикатот реши да се повлече и тоа е навистина нелогично затоа што беше на чекор пред успех. Зошто се повлече можеме сите да претпоставуваме, меѓутоа не можеме нели и да тврдиме одговорно. Поготово не јас во оваа позиција, меѓутоа можам да претпоставам. Откако се повлече синдикатот или раководството поточно на синдикатот, буквално ги остави наставниците на цедуло, без никаква правна заштита, уште една поголема ветрометливина, не само што да не можат да го изразуваат своето мислење, туку исто така и да не можат како да се здружуваат за заеднички да делуваат некако. Од тука и се формираше наставничкиот пленум кој сакаше сепак да продолжи со борбата и да ги здружи наставниците, не дозволувајќи да останат неизречени во јавност некои работи.
тука секако придонесуваат и медиумите, односно стегнатиот медиумски простор што не ни дозволи, немаме медиум на кој би можеле гласно тоа да го говориме, со изолирани исклучоци во секој случај. Ви благодарам што Мислите на традиционалните медиуми? и традиционалните, телевизиите. особено на тие со национална концесија, кои што не само што не известуваат за штрајкот, а веднаш потоа почнаа да известуваат за прекин на штрајкот, што е доста нелогично, затоа што не можете вие да не известувате дека нешто се случува во образованието, а наеднаш да најавите прекин дека постои на штрајк кој што претходно сте го негирали. А МТВ како известуваш? МТВ не. Дали воопшто? Но претпоставувам исто како сител Канал 5 и Алфа. Освен тоа што не известува, односно го притеснува просторот и немавме платформа на која би можеле гласно да ги кажеме нашите размислувања, исто така се занимава и со етикетирање и тоа оркестрирани сите исти едни на друг, како да доаѓаат од ист центар, повторно нагласувам, не можам да го тврдам тоа, меѓутоа тоа е чувството, дека доаѓаат од ист центар, особено кога ќе ги видите истите реченици и истите етикети налепени на оние кои што сепак и во вакви услови се дрзнале гласно да кажат нешто. Одеа толку ниско што дури почнаа да етикетираат деца, па дури и да се 100% точни работите кои што сметаат дека требале да ги кажат преку медиумите, требале да се воздржат затоа што се работи за малолетни деца. И тука им се заблагодарувам на неколку организации кои ги штитеа правата на децата и се бореа против таквото нешто, меѓутоа медиумите потврлија. Повторно зборувам за масовните медиуми, оние што се под национална концесија. Освен овие регулативи, постои еден голем куп нелогичности во законите, како например задолжително водење на дневник, за кое повторно не дозволува да проговориме гласно, затоа што вие не можете да пишувате казнени одредби и да одредувате глоби за непополнување на дневник, доколку реално не постојат услови за такво нешто. Ние имаме голем број училишта каде што воопшто нема струја во некои денови. Имаат проблем со напојување. За парно да не зборувам, меѓутоа кога барате нешто да се пренамени во електронска форма, тогаш минимум услови се да имате струја и да може да вклучите компјутер, доколку тоа не е дозволено, ја не знам на која основа тие глоби ќе се пишуваат, кога условите не се задоволени. Последните случувања од страна на СОН, кој требаше да биде заштита на наставниците, се исто така многу интересни. За тие што не слушнале, едни од најголемите гласноговорници и поддржувачи на сите протести во изминатиот период кои успеа да ги направат и наставниците и учениците заеднички, беа фактички исфрлени од синдикатот и тоа на многу подмолен начин. Зборувам за регионалниот представник на Битола, Фанче Јошевска, која што беше до крај во борбата за наставниците, не се откажуваше од штрајкот и 70% од синдикалните организации во училиштата во Битола го поддржаа штрајкот. Таа е исфрлена без нејзино знаење и разрешена од позицијата регионален представник на СОНГ, што е многу симптоматично, затоа што логично би било кога некој работи за доброто на синдикатот и постигнува резултати да биде награден, напротив, а не да биде исфрлен од истиот. И последното случување со професорот Душко Стојановски, можеби за тоа повеќе сте чуле, затоа што се работи од култната Скопска гимназија Орце Николов, кој исто така беше редовен на протести, без негова знаење исфрлен од СОНГ, со образложение дека е член на наставнички пленум. За волја на вистината, наставничкиот пленум е неформална организација и нема некој субверзивен карактер, не работи, нема сценарија против државата или нешто трагично за да би се забранувало членство во една таква неформална организација. За волја на вистината, Душко Стојановски воопшто не е член на наставничкиот пленум. Меѓутоа, ета СОНГ ги користи и тие моменти кои што се небулозни, а ги користи за исфрлање на своите најдобри членови. Што значи дека обрачот се затвара, не само преку казните, туку преку сите можни рација кои можат да допрат до наставниците, социјалистите да замолчат
да престанат гласно да ги кажуваат вистините, но од друга страна и да се дисциплинира духот со сите тие казнени одредби, односно да се создаде еден терен за починливи луѓе, па од тука и дефиницијата што сигурно сте сретнале во новиот учебник по граѓанско образование, која вели дека добар и примерен граѓанин е оној кој е починет на власта и послушен. Баш така, послушен или починет. Јас тука правам ставен знак на еднаквост. И ако вие се обидувате да го дисциплинирате духот на наставниците од една страна, од друга страна наметнувате ета такви учебници и го стимулирате методот на репресивност, односно со репресивни мерки се обидувате да постигнете некои резултати. Не заборавајќи дека наставниците имаат сериозна општествена улога и треба да градат идни луѓе, идни генерации, кои што треба да застанат цврсто и со свој интегритет, критички да ги оценуваат работите во кои што живеат. Тие подлегнуваат на едни вакви притисоци, се решаваат на автоцензура, бидејќи ние немаме директно некои закони кои спречуваат наставниците гласно да зборуваат, меѓутоа сите овие претходно споменати работи не им дозволуваат да го прават истото. И ако еден наставник самиот се одлучи на автоцензура, јас лично сметам дека тој не е способен да образува идни генерации, затоа што тогаш само составаме едно општество на безработници, како што се зборуваше изминатиот период, една фабрика во која произведуваме ученици кои послушно би молчеле и би ги спроведувале работите како што им се зададени. Од друга страна морам да спомнам и пријателски совети, односно да опишам атмосферата која владее помеѓу наставниците, а тоа е па баш ли ти мораш да зборуваш за тоа? Па има кој да мисли што има ти да мислиш, тоа се правни и политички работи. И сметам дека се додека тоа се протежира како дискурс помеѓу наставниците, ние нема да направиме никакви промени, затоа што сите треба да сватиме дека имаме одговорна улога во ова општество и ако сите ние одлучиме заеднички и гласно да дискутираме, особено во период кога тоа е речиси забрането, ние не можеме да ги подобриме состојбите во кои што се наоѓаме за жал. И на крајот само би сакала кратко за непочитувањето на мислење, односно ако вие диктаторски, да речам, си донесувате одлуки без при тоа да ги вклучите најинволвираните во образовниот процес и ако имате ученици кои ви протестираат пред вашето работно место, нормално зборувам за министерот и за сите вработени во министерството, нелогично е да ги игнорирате, па дури и да грешат, би било фер да ги повикате на разговор само за да го слушнете и нивното мислење и повторно ќе нагласам без разлика дали е тоа исправно или не. Треба да поддржуваме дебати, треба да поддржуваме критичко размислување, затоа треба да се дава простор учениците да го изразат своето мислење. Интересно е што на крајот заменик министерот согласи дека ќе оди по училишта и ќе ги прашува учениците за мислење, како да не му беа доволни сите протести, сите кампови, сите упатени писма отворени и директни до институцијата, па сега мора да оди поединечно по училиштата и да ги прашува, како да сме на почеток на донесување на некои одлуки, а не на веќе еден завршен процес што се наметнува како што е екстерното тестирање. Тука ви завршувам.